Благодарам подпредседателе, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Веќе трета недела продолжува дрмолетката во својот сјај, реконструкцијата на Таче на влада со Таравари, кој дремеше во ходниците на ВМРО, а сега е најголем поддржувач на СДСМ. Најверојатно идол му е Артан Груби, па оди исто по неговите стапки. Исмаил ја продаде куќата, а Таравари ги продаде интересите на албанците. Ова е влада купена за една куќа. Таравари ги продаде интересите на нашите сограѓани албанци за 100 квадрати место. Би сакал да ги прашам моите колеги пратеници, дали вие добивте ексклузивна понуда за куќа по 500 евра метар квадратен во град Скопје? Добивте ли понуда да купите деловен простор на улица Македонија по цена 5 пати пониско од пазарната? Овие два примери се еклатантен пример на корупција и криминал. Знаете ли, колеги од Алијанса, која е најуспешна агенција во државата? Туристичката агенција на Груби. Ќе ве пренесе жедни преку вода, ќе имате туристичко разгледување на владата од неколку месеци, а потоа ќе ве шутне како партал од истата. Ама затоа па истата туристичка агенција ќе купи деловен објект по 5 пати поевтина цена од пазарната цена. Целиот туристички сектор не може да се опорави од корона кризата, ама овие можат да земат кредит и да купат деловен објект, не баре све е на распродажба. Ова не се брани. Вашиот Арбен Таравари, човекот што требаше да го прати Артан Груби во опозиција, стана негов заложник, а вие со вашето гласање и негови соучесници. Партијата слободно може да ви се преименува во Алијанса за Артан. Никаков интерес на вашите гласачи не остварувате. Зошто некој би ве гласал вас на наредните избори, кога многу повеќе може да добие ако отиде со ДУИ? Ова е дно. Не се чудите кога ќе немате гласачи и кога излезноста ќе биде непостоечка како последните избори во Тетово. Но вие си знаете за вашите последици. За една рака функционерски позиција од 10 месеци ја продадовте каузата за која се боревте. Се боревте против корупцијата која е заштитен знак на ДУИ. Па ме интересира што ќе правите со дуќанот на Груби, со бирото за метеорологија, со автобуските несреќи, со пожарот во Тетово. Очигледно планот ви е како досега. Велите, ова е почеток на Европскиот сојуз на Македонија. Со Артан и Маричич ли ќе одиме во Европската унија? Дај бидете реални. Нешто што е заедничко за овие двајца политичари е само цврстата поддршка од нивните лидери, а истите двајца се најнеомилени помеѓу нивното гласачко тело и помеѓу народот. Утре ќе треба да се вратите во вашите места пред граѓаните и да им објасните токму за овие две личности како склопувате коалиција. Скоро трета година овие двајца се дел од владата. Ајде кажете ми од вас какви резултати имаат постигнато. Имаат ли успеси со кои што можат да се пофалат за вие да се надевате дека ќе се накитите со туги перја? Обратно е, колеги од Алијанса. Ова е коалиција за спас на Артан Груби. Гледајте го колку е уплашен после во јавноста. Денеска Државната комисија за спречување корупција исто така отвори предмет за таа афера. Ајде, ако сте против криминалот, кажете нешто. Ова е последното што ќе ви го кажам, колеги од Алијанса. За да има вистинска борба со криминалот и корупцијата, потребна е дегрубизација на институциите. Ке повторам, дегрубизација на институциите. Сега малку и за СДСМ. Партија која се обезличи и го изгуби својот идентитет за само неколку години. Сменија партиски бои, лого, наратив, амблем, се гордеја со основи македонската држава, а потоа ја избришаа од уставот. Ова е ново СДСМ, ова е пазарџиско СДСМ. Се смена и раководство, но во СДСМ ништо не се смени. Заеднички именител за двете раководства е искористувањето на институциите за лични цели. Ке има нови министри, ама никој не слушна што ќе биде со оветениот клинички центар. Ајде нека каже новиот министар за здравство, ќе се гради ли, кога ќе се сече лентата, ќе дојде ли градежна механизација, штама, влегува СДСМ скоро во 7-та година на власт. Единствено што направија е раскинат договор за изградба на клинички центар за помалку од 100 милиони евра. Срамно. За актуелниве цени за градежни материјали, истиот денес би не коштал 3-4 пати повеќе. И токму толкава ќе биде штетата во здравството. Да не зборувам дека нов клинички центар ќе значеше и подобра здравствена заштита, а со тоа и спасени животи. Разрешениот сали година дена го слушавме какви се на разговори имал за започнување на изградба на клиничкиот центар. Што ќе каже новиот министар? Јас мислам дека ништо нема да каже освен градежните зафати на една куќа од еден опозиционен лидер кој што сега влегува во владата, односно на Таравари. Може едино со такви градежни зафати да биде
зафатен. За економијата, што да се каже? Убедливо најлоши економски показатели имаме во регионот. Немаме економски раст, ама имаме раст на долгот. Првата одлука на новиот министер за правда ќе биде да потпише еврообврзница од над 600 милиони евра. Јавниот долг прејде и нова психолошка граница од 8 милиарди евра. Сите ќе треба да го враќаме тој долг, колеги пратеници. И македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи, и срби, и бошњаци, и сите останати. И оние кои што гласаат за ВМРО, и за СДСМ, и за Алијансата на Артан, и за ДУ, и за сите политички партии. И оние кои што не гласаат, па дури и неродените деца. Прекинете со тоа дека мора да се задолжувате за да враќате стари долгови. Јуни 2017 година јавниот долг беше 4,7 милиарди евра. Со новата еврообврзница ќе биде над 8 милиарди евра. Ако само враќавте кредити, како се зголемува долгот? Со образованието што правиме, се буневте дека ДУИ влегол во учебниците, а сега амнезија ли имате? ДУИ во учебници од кои ќе учат децата, ама битно таравари во нова куќа. Толку ви е битно образованието. Сега ќе прочитам дел од вашата реакција токму за овој случај. Тоа е срамна сервилност на самиот автор Вехби Кадрију, таткото на поранешниот кандидат на ДУИ Ендрин Кадрију, кој потоа беше назначен за директор на радиодифузија. Што се однесува до министерот за образование и наука Јетон Шакири, тоа го кажавме многу порано и денеска тој потврдува дека е министер за уништување на образованието. Изјава на Наим Бајрами, портпарол на Алијанса на албанците, кој исто така побарал повлекување на учебникот од министерот. Ова е еден од огромниот број на нови учебници кои се полни со грешки. Што правиме со десетниците учебници кои фалат за учениците? Ова ли е тоа европско образование? Ај што има учебници полни со грешки или па што воопшто нема учебници? Сега имаме и секојдневни дојави за бомби кои ја утежнуваат наставата. Какво знаење ќе имаат генерациите што израснаа со онлайн учење и секојдневно нагубење на настава поради евакуација? Има ли план државата да се надомести со овој недостиг на часови? Кога сме кај младите, околу 80% својата јаиднина ја гледаат надвор од Република Македонија. Околу 70% сметаат дека државата оди во погрешна насока. Почитувани, која институција да ја земеме да ја анализираме е трула? Се распаѓа системот. Имаме целосна нефункционалност на институциите. За секаде треба врски и познанства. Револтот кај сите, особено кај младите, е огромен. Не владее СДСМ и Артан во моментов, владее апатијата. Никогаш не било полошо. Не се потребни ни анкети, ни истражувања за да се потврди разочараноста. Потребно е малку да излезете на улица помеѓу граѓаните и ќе ја видите нивната беда, очај и несреќа во нивните очи. Секој ден помалку луѓе живеат во Македонија, а од тие што се останати, голем број размислуваат како да се заминат побрзо. Во оваа насока би сакал да кажам за крај и нешто трагикомично. Знаете ли зошто е ова европска влада? Затоа што младите најбрзо ќе се иселат во Европа, а аранжманот ќе им биде во режија на Груби Травел. Благодарам.